Почитувани медиуми, почитувани присутни, искрено да се заблагодарам за одзивот на оваа акција, иако за кратко време, за неколку дена. Сум исклучително горд што прилепчани имаат сериозна еколошка свест и посебно благодарност до општинската администрација која е тука до мене, испорача сериозно присуство, најголем дел од вработените се тука, го исчистивме овој локалитет во близина на населеното место Волково, продолжуваме и понатаму. Уште еден час најмалку би траела оваа акција. Поприлично отпад, но тоа и беше основната цел, и да го исчистиме, да ја исчистиме околината на нашиот град и да покажеме дека навистина оние кои што се носители на дејноста, инспекторите и вработените во локалната самоуправа како носечка институција во градов, дека навистина имаат исклучително голема еколошка свест и се приклучија на акција и еве завршуваме овде новиот локалитет. На 20 и на други локации низ градов постојат групи, по моја слободна проценка можам да кажам дека повеќе од 1000 граѓани учествуваат во оваа акција. Учествуваат општествено одговорни компании со нивната механизација, се чистат дивите депонии и она што го најавувавме и порано, еве се случува генерално чистење на градот и треба да продолжи како традиција, но за старт сум охрабрен дека и понатаму треба да организираме вакви акции кои што би значеле почиста и побава животна средина. Вие кажавте дека на одредени места, излетнички места, каде што се сега во догледно време треба да никнат и паркови. Токму така, символиката затоа и овде администрацијата на локалната самоуправа е еден од најголемите, на 30.000 метри квадратни, би се најдувал во близина на селото Волково околу вештачката акумулација која што се наоѓа таму. И токму таа беше символиката, прво да исчистиме, па да направиме катче за рекреација, а со тоа да дадеме пример дека овие простори околу градов, излетнички места, места за пешачење, за движење, за рекреација, треба да бидат чисти и да бидат пријатни кога се движиме низ нив, а паралелно со тоа и она за подигање на свеста, имаше ученици од основните, од средните училишта кои што испорачаа свое присуство на оваа акција и сметам дека тоа е вистинскиот пример. Младите да ги научиме дека треба животната средина да се чува. Која е пораката сега од ова? Токму така, неколку пунктови на кои што треба да се обрне внимание и треба да посвети локалната самоуправа внимание. Прво е дека треба да ја подигаме свеста, ова што денес го правиме. Второ, јавните комунални претпријатија да ги подигнеме на едно повисоко ниво, за да можат да испорачаат одржување на јавните површини посериозно, со зголемена механизација, со унапредување на процесот на нивната работа и понатаму системот на присила, го кажувам последен, но мора и тој да го воведеме, затоа што кај некои граѓани навистина треба поразличен третман за да се врати нивниот дух, односно да престанат да истураат отпад каде ќе стигнат. Има определени локации, планираме да направиме и неколку оградени локации каде што природно станале депонии, па оттаму да му биде поедноставно неколку пункта да има јавното комунално претпријатие за да ги чисти. Значи, во 3 насоки би одел и она што го ветивме во програмата за поставување на видеонадзор на клучни позиции во градов, и тоа го развиваме како идеја и се надевам дека до година би имале конкретен проект како тоа да се реализира, за да низ призма на тоа зголемено присуство на камерите да намалиме притисок, односно да ги обесхрабриме оние кои што растураат тоа. Собирни пунктови рековте дека треба да има во градот? Да, токму така, тие што се направени како неприродни диви депонии, ако може така да се каже, да ги оградиме барем, да не бидат ругло во градот, а од тука комуналец да може да го подига, да бидат на некој начин како собирни организирани пунктови од каде би се подигал тој смет, но за тоа потоа. Скопје веќе воведе одредена мерка за забрана за фрлање на отпад од вечерните до утринските часови, одреден термин. Дали општина Прилеп нешто планира конкретно за да може да се сузбие тоа фрлањето неконтролирано на отпад? Нешто слично како одредени забрани? Да, разговарав со општинската администрација, размислуваме за донесување на правилник за комунален ред, освежување на правилникот кој што го имаме и со поригорозни мерки. Имаме 69.000 жители во општина Прилеп. Не може комуналец да има 69.000 вработени за да оди по секој еден од нас и да ни собира она што го растураме како отпад. Си има закони кои што треба да се почитуваат, а да и треба подобрување во работата на јавното комунално претпријатие Комуналец. Еден инспектор е за животна средина, јас имам редовни надзори, вонредни надзори и инцидентни.
Одлагањето на отпадот вообичаено се врши во попладневните часови, кога јас не сум на работа, а по Законот за јавна чистота може да постапува и полицијата. Како единка јас не би можела сама да направам многу, затоа што сум еден човек кој што има премногу обврски, а секако дека треба да се изрекуваат казни. За да изречиме казни, потребно е, и минатиот пат ви кажав, за физички лица да се фати во моментот кога го истура ѓубрето и да се легитимира, па да се изречи казна.